Јас сум Надица Димовска, раководител на спортскиот центар Јане Сандански. Она што лани беше ново и исчекување како ќе биде, како функционира, се покажа дека многу добро работи минатите 365 дена, како за професионалните клубови, така и за рекреативците. Пораснавме во еден голем спортски центар со две прекрасни сали, со фитнес центар, аеробик центар, се отвори игротека за деца, автоперална, се отворија тениски терени со тениска школа. Она што е најново, отворивме 2 терени за падел тенис, значи функционираме како еден современ европски центар. Се разбира, она што е најинтересно за јавноста се надпреварите на ракометните клубови на Вардар, за кои што всушност интересот е најголем. Лигата на шампиони почнува во септември, крајот на септември, а еден силен подготвителен турнир и во машка и во женска конкуренција ќе се одржи од 24 август до 1 септември, за кој што подоцна ќе зборува Билјана Црвинковска, кои екипи ќе настанат во кои термини, ќе настапат во кои термини, а дополнително нели она што возбогатува спортскиот центар и хотелот Русија, каде што ќе се одбележи исто така роденденот на спортскиот центар Јане Сандански хотелот Русија. За тоа повеќе ќе зборува Виолета Ангелковска, раководител на хотелот Русија, и потоа на крај би се информациите околу турнирот. Добар ден и од мене, ви благодарам на вашето присуство. Јас сум Виолета Ангелковска, директор на хотел Русија. Хотелот Русија во изминатата година, значи од своето успешно постоење, исто така отвори 3 нови содржини. Тоа е спа центарот Ане Семонин, кој што работи во француска франшиза, спортскиот центар Кинетикус, кој што нуди висококвалитетни услуги за специјално за спортски повреди, и најновата содржина е Sky Барот, кој што се наоѓа на 8-миот кат на хотел Русија. Со задоволство можам да кажам дека изминатата година хотел Русија беше домаќин на преку 40 еминентни клубови како од Европа, така и од светот. Инаку, својата успешност можеме да искажеме со тоа што изминатата година добивме неколку награди. Во 2014 година ја добивме наградата за најдобра архитектура за 2014 година, најдобар промотор за 2015 година, најдобар штанд на меѓународниот сајм за туризам и Гранд Спра наградата за најдобра спа инвестиција на ниво на Балкан. Како и самите знаете, значи ние сме различни заради тоа што сме единствен спој на Балканот, каде што хотелот работи заедно во склоп на спортскиот центар, каде што спортистите ги добиваат услугите на највисоко можно ниво. Храната наша е специјално со нормативи прилагодена спрема потребите на спортистите. Така да на 29 овој месец ве поканувам на големата роденденска прослава на хотел Русија заедно со спортскиот центар Јане Сандански. Ви благодарам. Добар ден на сите. Ви благодарам за покажаната заинтересираност за овие 2 турнира. Како што и најавивме, ракометниот клуб Вардар организира 2 турнира во машка и во женска конкуренција. Прв турнир кој што ќе биде организиран во машка конкуренција од 24 до 27 август во спортскиот центар Јане Сандански. Екипи учесници на овој турнир ќе бидат екипата на Вардар, екипата на Металург, екипата на Кристијанштад од Шведска, екипата на Краснодар и Чеховски медведи од Русија и екипата на Никсе од Хрватска. Турнирот ќе се игра во 4 дена, со тоа што во првите 3 дена, значи 24, 25 и 26, ќе се играат по 2 надпревари на ден, од 18 часот и од 20 часот, кои што ќе бидат емитувани на македонската телевизија. И последниот ден, односно финалниот ден, ќе се одиграат 3 надпревари од 16 часот, 18 часот и 20 часот, во зависност од пласманот на екипите. Сите екипи, за сега што имаме најава, ќе дојдат во полн состав. Се надеваме дека ќе има многу добри надпревари и дека ќе бидат многу квалитетни, ќе гледаме добар ракомет. Женскиот турнир ќе се одржува од 29 до 1 септември. Исто така ќе се одржува 3 дена по 2 надпревари во истите термини, значи од 18 часот и од 20 часот. И третиот ден, односно четвртиот ден на 1 септември ќе биде финалниот ден со истите сатници од 16, 18 и 20 часот. Екипи учесници на женскиот турнир се екипата на Вардар, екипата на Бодучност од Црна Гора, екипата на Лајпциг од Германија, Ростов Дон од Русија, Подравка од Хрватска и екипата на Савехов од Шведска. Како што знаете, сите овие екипи во машкиот и во женскиот турнир се учесници во Лигата на шампионите. Се надевам дека исто како за машкиот, така и за женскиот ќе гледаме одличен ракомет и дерби надпревари.
Влезниците можам да информирам дека се пуштени уште од вчера во продажба, чинат 200 денари за трибини и 400 денари за VIP влезница, кои што се дневни билети, односно со една карта можете да ги гледате сите надпревари.